Пред една година телевизија 21 извести за злоупотреба на ботокс во козметички салони кои не биле надлежни за вршење на оваа дејност. Ова предизвика многу пациенти да завршат со здравствени последици на клиниката за пластична хирургија во Скопје. Во тоа време директорката и пластичен хирург Јасмина Ѓоргиевска посочи дека грудки на лицето и парализа се само дел од последиците од инекциите со несертифицирани филери и од страна на немедицински лица. Сите компликации кои што може да настанат од сите тие боцкања кои што ги прават, можам да кажам сега и козметичари, и немедицински лица, и што компликациите стигаат кај нас во амбулант. И не знаеме со што филер или со што материјал е боцкано, пошто пациентите не добиваат баркод, кој што е најважен кога се аплицира нешто, значи да знае пациентот што е ставено. Па макар да слика, ако не сака да земе извештај, па макар да слика тоа што му е аплицирано. Значи има право. Според мене, значи јас како пациент би сакала да знам. Но на некои од овие злоупотреби им дојде крајот. Ова е затоа што под водство на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и Министерството за внатрешни работи спроведена е координирана акција против организиран и нелегален увоз и дистрибуција на медицински помагала што се користат за естетски цели. Акцијата е резултат на сомневање за сторени кривични дела, злосторничко здружување, повреда на права од индустријска сопственост и неовластено користење на туѓа фирма и примање подкуп. Досега се обезбедени неколку лица, но поради обемот и сериозноста на случајот, акцијата се проширува со нови претреси и притворање на вклучените лица. Како дел од операцијата, врз основа на претходно добиени налози од кривичниот суд, извршени се рации во Скопје, Струмица и Битолско, при што се уапсени повеќе од 10 лица. Некои од нив биле лекари во скопските клиники, некои сопственици на дерматолошки клиники и некои организатори на транспорт и продажба на стока нелегално увезена со статус на лекови и медицински помагала, без одобрение од надлежен орган, без упатства и без етикети, велат властите. За време на рациите пронајдена и запленета е голема количина лекови и медицински помагала, луксузно возило, готовина, парфеми, телефони и друго. Неофицијално медицинските помагала што биле нелегално увезени биле ботокси и филери со цел да се користат за естетски интервенции, но нема информации дали биле користени кај пациенти и дали предизвикале некаква штета. Во организацијата биле вклучени лекари од Општата болница 8 септември и клиниката за дерматологија.